Збунети и со страв одиме на преглед на онкологија, па во ходниците додека чекаме пред ординациите, помеѓу себе се тешиме. Вака пациентка која сака да остане анонимна, раскажува за тоа како се чувствуваат болните од рак кои се лекуваат на онкологија, откако обвинителството кажа дека со медицинските истории е утврдено дека таму имало проневери со терапии и несовесно лекување. Некои се убедени дека и во нивната документација има докази за тоа. Не знам дали мојата историја се нашла таму, дали е земена, меѓутоа секако дека мојата историја е доказ кој што може да покаже за несоодветно лекување во мојот случај со сите можни докази. И секој лекар кој што ја има видено историјата и резултатите го има тоа потврдено, дека имаше многу нерегуларности во однос на лекувањето и заради тоа и самото лекување дојде до влошување на ситуацијата, никако нема доверба. Значи, цело време се дискутира дека се чека за терапија, дека нема доверба и сите се плашат некако, сите се исплашени. Пациентите в понеделник ќе бараат од обвинителството да им ги каже со име и презиме оние кај кои е утврдено дека биле несовесно третирани. Од Сдруженијето Хема Онко бараат државата да им се извини на пациентите и да ги обештети. За нас како пациенти е најважно пред се да се исконтактираат лицата кои што се најдени и се детектирани како несовесно лекувани, без разлика дали станува збор за постоечки пациенти или за веќе починати пациенти, да се најде начин како на овие луѓе да им се искомпензира, оваа држава да се извини дека дозволила да биде некој третиран. Во меѓувреме од онкологија апелираат за смиреност и доверба во персоналот, кој како што посочуваат оттаму, макотрпно работи. По немилиот настан се воведоа драстични промени во работата си со цел стандардизирање на третманот на пациентите, со воведување на редовни онколошки конзилиуми на кои се одлучува за третманот на пациентите во согласност со современите протоколи. Во однос на малиот број на терапии кои деновиве не се достапни, раководството вели дека виновен е добавувачот и бирократските процедури. Оттаму уверуваат дека за најкус рок проблемот ќе се реши.